Најави за денешните настани. Занаетчиите да ги искористат новите субвенции од Министерството за економија и труд, повика од Охрид ресорниот заменик министер. 75 реферати за 75 години УКИМ. Започна 51-та меѓународна конференција за македонски јазик. Министерот за внатрешни работи Тошковски во посета на полициските службеници од македонското и српското МВР кои спроведуваат заеднички патроли во Охрид. Прекин на војниот конфликт меѓу Израел и Хамас со цел вакцинација против полио. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево време со појава на локална облачност. Попладне развојна нестабилност која што ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Максималната дневна температура изнесуваше 26 степени Целзиусови. Во сабота над најголем дел од Европа ќе има доминација на поле на висок воздушен притисок кој што ќе условува стабилно време со локална облачност и релативно топло за овој период од годината. Локално во Западна Европа, Пиринејскиот полуостров, Североисточна Европа и на југ од Балканскиот полуостров услови за слаби и локални врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во јужните и југоисточните предели умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 27 до 34 степени. Во Македонија во сабота во утринските часови ќе превладува претежно сончево и свежо време со појава на локална облачност, со утрински температури кои што ќе се движат од 10 до 20 степени. Во текот на денот развојна нестабилност која што локално може да услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, услови за поројни врнежи и појава на невреме. Ќе дува до умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 30 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 20 до 30 степени. УВ индексот ќе има вредност 6. Во Охрид во сабота во првата половина од денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Во текот на денот развојна нестабилност која што може да услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со услови за поројни врнежи и појава на невреме. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 25 степени. Во Охрид во недела и понеделник по свежото утро со температура од 14 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура од 28 односно 29 степени. Во вторник претежно сончево време и топло со појава на локална облачност. Минималната температура од 13 степени, додека пак максималната ќе достигне до 30 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono.
Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Забрзано ни изумираат занаетите. Занаетчиите да ги искористат активните мерки на Министерството за економија и труд со цел да се помогне на занаетчиството, повика денеска од Охрид ресорниот заменик министер. Тој покрај промовирањето на отворените повици за субвенции од занаетчиите ги слушна проблемите со кои се соочуваат во работењето. Министерството за економија и труд ќе ги субвенционира занаетчиите преку кофинансирање на 40% од докажани трошоци направени за набавка на нови машини или алати и дизајн на нов производ, но не повеќе од 200.000 денари по барател. За повикот се предвидени 6.500.000 денари од буџетот на Министерството. Денеска заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски беше во посета на Охрид со цел да ги запознае занаетчиите со оваа мерка која им стои на располагање. Една од мерките јавните повици за кофинансирање на занаетчиството во Република Македонија, како и јавниот повик за субвенционирање на занаетчи. Овој јавен повик започна 19 јули 2024 година, ќе трае до 1 октомври 2024 и во оваа прилика да ги повикам сите занаетчи во Охрид и во Република Македонија да ги поднесат своите апликации до Министерството за економија. Огласот е во тек, како што кажав. Исклучува тука ќе има субвенционирање околу купување на алати и машини, она што му е најпотребно на занаетчите, меѓутоа и подобрување на дизајните за одредени производи кои што ги произведуваат. На јавниот повик може да аплицират активни регистрирани занаетчи и вршители на занаетчиска дејност, да не е отворена стечајна постапка за нив, да немаат долгови кон државата и кон вработени, да работеле најмалку една година пред објавување на јавниот повик и да немаат добиено финансиски средства по јавните повици на Министерството за економија во изминатите 3 години. Занаетчиството е фактор за економски развој во нашата земја и Министерството за економија останува посветено во креирање мерки за негов развој. Истакна Ристевски ги повика охридските занаетчии да покажат поголем интерес за јавниот повик. До сега, еве како што гледам од статистиката, за јавните повици за кофинансирање на занаетчи во 2023 година имало пријавено само еден пријавено од Охрид, еден занаетчија, 2022 ни еден, 2021 година само тројца занаетчи. Тоа е многу мала бројка.
во однос на бројот кој што активно функционира тука, да ги повикам да го искористат овој повик и бројката да биде многу поголема, бидејќи преку развојот на занаетчиството ние не само што го продолжуваме векот на занаетчиството во Охрид и во Република Македонија, туку овозможуваме задржување на работните места и вработување на отворање на нови работни места. Статистиката покажува дека занаетите забрзано не изумираат. Според Централниот регистар, од 360 регистрирани занаетчи во Охрид, активни останале само 54. Председателот на регионалната занаетчиска комора Охрид Сашо Богоевски се надева на почести средби како денешната со представници на владата за да се помогне на занаетчиството. Офативме голем број на теми, задоволен сум од она што го слушнав од заменик министерот. Се надевам дека во иднина ќе имаме блиски, да речам, средби на кои постојано ќе потенцираме на некои работи кои ги засегаат самите занаетчи. Факт е дека самото занаетчиство ни е во изумирање. Треба да се преземат некои мерки да се спречи тоа изумирање и да почнеме да го напредуваме занаетчиството и да го ставиме оному каде што му е местото. Заменик министерот за економија и труд во рамки на работната посета на Охрид се сретна и со председателот на Асоциацијата на хотелиери Хотам Крсте Блажевски. Хотелиерите бараат побрзи постапки за категоризација на хотелите и повторно пред Ристевски ги изнесле проблемите со недостаток на работна сила, проблемите со патната инфраструктура. Заменик министерот ветил дека во соработка со локалната самоуправа во иднина голем дел од посочените проблеми ќе бидат решени. Во Охрид започнува 51-та меѓународна научна конференција за македонски јазик. На овој традиционален собир годинава учество ќе земат 85 македонисти, научни истражувачи, лектори, преведувачи од целиот свет. Слоганот на конференцијата 75 за 75 се однесува на 75 реферати за 75 години УКИМ. Започна дводневната 51-ва меѓународна научна конференција за македонски јазик. Година во учество земаат 85 македонисти, филозофи, слависти, професори, научни истражувачи, лектори и преведувачи. Конференцијата се одржува по повод 150 години од раѓањето на Крсте Мисирков, 95 години од раѓањето на Гане Тодоровски и 90 години од раѓањето на Петре М. Андреевски, а ќе се работи во две секции – јазична и литературно-културолошка. Целта е промовирање и афирмирање на македонистиката. Да биде еден златоврв на македонистиката, едно големо лингвистичко и книжевно научно собрание, бидејќи навистина со ова ние мобилизираме, ја покренуваме македонистиката. Тоа е голема актуализација под мотото македонистички гордорек. Гордорек како наука за македонистиката, горда наука која има стабилни, студиозни скалила на истражување, која што има светски резултати, и гордорек како горда река на македонисти, 150 македонисти вкупно заедно со 57-та летна школа. Вчера заврши 57-та летна школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ. 65 македонисти од 17 земји 2 недели го учеа македонскиот јазик, но и се запознаа со богатото културно-историско наследство во Охрид. Најреномирани професори се упатија и кон древниот град на Охрид, духовната колевка, изворникот на сесловенската и македонска писменост, и од плавошник, од култниот плавошник, по Свети Климентовите стапки, така се вика и нашата по стапките на Свети Климента, нашата амбиентална настава. Во срцето на градот ги посетивме најкултните објекти, како куќата на Прличев, Узенов, на Робевци, Уранија и така натаму. Потоа имавме прекрасно предавање на Свети Наум. Меѓународната научна конференција се одржува веднаш по завршувањето на 57-та летна школа на меѓународниот семинар за македонски јазик. По конференцијата ќе следува публикување на зборник предавања од летната школа и зборник на трудови од меѓународната научна конференција. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски денеска оствари посета на полициската станица за граничен надзор Охридско езеро, сообраќајната полиција при СВР Охрид, како и на полициските службеници од македонското и српското Министерство за внатрешни работи, кои спроведуваат заеднички патроли на подрачјето на Охрид.
Четворица српски полицајци рамо до рамо со македонските колеги ова лето патрулираа низ Охрид, заедно се грижеа за безбедноста на локалните жители, домашните и странските гости. Заедничките патрули се резултат на големиот број туристи од Србија кои летово, особено на крајот на овој месец, се меѓу најбројните на брегот на Охридското езеро. Тие 2 недели беа најприсутни на најфреквентните локации во Охрид, додека во соседна Струга 2 месеци со македонските патрулираа и двајца албански полицајци службеници. Целта на овие мешани патрули е подигнување на степенот на безбедност. Ова е добра пракса. Они беа сега овдека негде околу 2 недели, ќе гледаме другата година да се зголеми тој временски период, да опфатиме целата сезона во Охрид. Исто така сакам да потенцирам дека заклучно со вчера имавме и полициски службеник од Република Албанија кој што беше на територија исто така на СВР Охрид, при тоа во рамки на градот Струга, и исто така сме задоволни и со соработката со полициските службеници од Албанија. Имавме двајца полициски службеници. Српските полицајци задоволни од работата во Охрид, велат српските туристи најчесто им барале сервисни информации и биле пријатно изненадени кога ќе виделе полициски службеници од својата земја на терен. Sa današnjim smenom završavamo naše postupanje ovde. Со денешната смена го завршуваме нашето делување овде. Беше навистина убаво во текот на овие денови додека престојувавме. Се запознавме со колегите, ни го представија Охрид токму онака како што треба. Работевме на патроли и морам да кажам дека немаше никакви проблеми. Главно беа интервенции кои ги решававме лесно. Мешовитите полициски патрули за прв пат беа воведени во 2008 година, но со прекини. Соработката за заеднички полициски патрули беше договорена за време на официјалната посета на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во Србија на 25 јули годинава. Доктор Харалампие Шокаровски, специјалист анестезиолог, е нов ВД директор на специјализираната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо Охрид. Доктор Шокаровски во болницата Свети Еразмо работи од 2001 година. На раководната функција е именуван од министерот за здравство Арбен Таравари во јули, а на функцијата официјално стапува на 27 август. Јавното предпријатие Водовод Охрид ги известува корисниците дека при санирање на дефект настаната е контаминација на водата за пиење во и околу мерно место ресторан Билјанини извори Охрид. Од страна на Центарот за јавно здравје Охрид земена е повторно вода за анализа од ова мерно место и се додека не се добијат официјални резултати од извршените анализи, се забранува за пиење водата во и околу мерно место ресторан Билјанини извори Охрид, информираат од јавното предпријатие Водовод Охрид. На пригодна свеченост која се одржа вчера вечер на платото пред хотелот Палас беа представени учесниците на 37-миот Охридски пливачки маратон, што ќе се одржи утре, 31 август. На 37-миот Охридски пливачки маратон, кој ќе се одржи утре, 31 август, на патеката Климе Савин во должина од 25 километри ќе запливаат вкупно 19 надпреварувачи, од кои 11 во машка и 8 во женска категорија. Покрај домашните пливачи, на маратонот ќе учествуваат и пливачи од Франција, Холандија, Бразил, Хрватска, Аргентина, Данска, Турција и Косово. Оваа година маратонската трка е дел од престижната Len World Aquatics. Пред присутните на свечената промоција своје обраќање имаше градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков, кој упати голема благодарност до сите оние кои се вклучени во организацијата и кои го поддржаа во годинешното издание на пливачкиот маратон. Општина Охрид останува неуморно посветена на поддршката на спортот и развојот на нашиот град како светска спортска дестинација. Нашето вложување во спортските настани ја потврдува нашата визија и верба во огромните потенцијали на регионот, особено за водените спортови. Доказ за тоа е успехот на Охрид Water Festival, кој оваа година покрај Охридскиот пливачки маратон вклучи уште 19 спортски настани на вода и богата социјално-едукативна програма. Верувам дека оваа манифестација ќе продолжи да расте и да се развива и дека ќе биде препознатлив белег за Охрид и Македонија, потенцира градоначалникот Пецаков. Во рамки на настанот беше доделена спортската награда Климе Савин, која оваа година и беше врачена на реномираната македонска пливачка Теодора Раптис за посебен придонес и афирмација на Охридскиот пливачки маратон.
Охридскиот пливачки маратон е главен спортски настан на второто издание на фестивалот на водени спортови Охрид Water Festival. Организатор на маратонот е општина Охрид со поддршка на председателот на Република Македонија, Министерството за спорт и Пливачката федерација на Македонија. Технички организатор на настанот е пливачкиот клуб Охридски бранови 2008 од Охрид. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Во Прага денеска почнува тридневната регионална безбедносна конференција Глобсек, на која ќе учествуваат 10 шефови на држави и влади, 20 министри за одбрана и за надворешни работи, како и лидерите од Западен Балкан. Форумот Глобсек, 19-ти поред за прв пат после 18 години, не се одржува во Словачка, поради тензиите во односите меѓу нејзиниот премиер Роберт Фицо и невладините организации, а улогата на домајкиња ја понуди Прага, покровителство на дебатата за скрутување на бурата го презеде председателот на Чешка Петар Павел. Како што е најавено, ќе се разговара како да се решат кризите предизвикани од воените конфликти во Украина и Газа. Форумот ќе го отвора чешкиот председател Павел и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Утре на форумот ќе се одржи панел дебата на тема пристапување на Западен Балкан во Европската Унија, а чешкиот председател Павел најави билатерални средби со сите четворица председатели од Балканскиот регион. На Глобсек годинава ќе учествуваат шефови на држави, влади и министри за одбрана и надворешни работи од 27 земји, а покрај нив на форумот учествуваат представници на големи компании, невладини организации или вкупно околу 2000 учесници од 70 земји. Израелската војска и палестинската милитантна група Хамас се согласија на 3 одделни тридневни паузи во борбите во различни делови на појасот Газа за да дозволат околу 640.000 деца да бидат вакцинирани против детска парализа полио. Вакцинацијата треба да започне во недела, соопшти вчера Светската здравствена организација. СЗО на 23 август потврди дека најмалку едно дете било парализирано поради полиовирусот тип 2, што е прв ваков случај на оваа територија во последните 25 години. Обединетите нации кон средината на јули објавија дека присуството на овој вирус е потврдено во примероците собрани на 23 јуни. Тоа е многу заразен вирус кој може да се пренесе со пиење загадена вода или орален контакт, може да предизвика парализа, а во екстремни случаи и смрт. Невидена еколошка катастрофа се случи во областа Волос во Грција. Неколку дена површината на морето со километри е покриена со угината риба. Веќе се собрани 57 тони угинати риби од плажите од пристаништето на овој туристички центар. Станува збор за сладководна риба која се претпоставува била исфрлена од природното живеалиште поради поплавите во Тесалиската рамнина, но и од други реки и езера во северниот дел на Грција. Градските власти на Волос забрзано спроведуваат акција за собирање на рибите, бидејќи може да предизвика други еколошки епидемиски проблеми. Градоначалникот на Волос, Алхелиос Беос, ја обвини владата дека не се справила навреме со овој проблем кој можеше да се предвиди, но кој, како што рече, како низа други што станаа по ураганот Даниел, поради што овој дел од Грција со денови беше под вода. Напливот на вода од езерото Карла тогаш предизвика хаос во тој дел на Грција, за време на невремето загинаа 17 лица, уништена беше инфраструктурата, поплавени земјоделските површини и десетици илјади грла добиток. Сепак актуелната суша пак во последните месеци донесе нови проблеми и ја промени сликата на езерото Карла, единственото во Тесалиската рамнина, бидејќи нивото на водата во езерото е значително намалено поради сушата. Недостатокот на кислород е веројатно една од причините поради која угинале рибите во езерото. Истражниот судија на Грчкиот врховен суд нареди итна истрага за причините за еколошката катастрофа, односно по чија наредба е отворена браната која води до тунелот преку кој мртвите риби стигнале до бреговите на плажите на Волос и на цела Магнезија. Денеска по прв пат од 2021 година Германија изврши принудно враќање на афганистански државјани во нивната земја на потекло. Владиниот портпарол Штефан Хепстрайт изјави дека се работи за осудени криминалци кои немале право да престојуваат во Германија и кои чекаат депортација веќе известно време. Шпигел претходно објави дека 28 лица биле пренесени во Кабул од аеродромот Лајпциг Хале со чартер на катарската авиокомпанија.
Весникот Билд пак наведува дека осудените добиле по 1000 евра кои треба да им помогнат по пристигнувањето во Кабул. Федералната влада изрази благодарност до регионални партнери кои одиграле клучна улога во извршувањето на ово протерување и најави дополнителни депортации покрај дискусиите дека Авганистан не е безбедна земја. Германската влада инсистира на депортации. Безбедносните интереси на Германија се несомнено поважни од безбедносните интереси на криминалците и на лицата од кои доаѓа потенцијална опасност, се вели во владиното соопштение. По терористичкиот напад пред една недела во Золинген се разви жестока дебата за односот кон миграцијата на бегалците и недоволното протерување лица што немаат право да престојуваат во Германија или кои го прекршиле законот. Осомничениот напаѓач во Золинген, 26 годишен сириец, требало да биде депортиран во Бугарија, земјата во која е регистриран по влезот во Европската унија, но депортацијата пропаднала поради неуспехот на германските власти. Во четвртокот германската влада усвои низ мерки кои треба да го спречат на тамошниот притисок на бегалците врз Германија, која според мислењето на германската влада, мигрантите најчесто ја избираат како крајна дестинација поради социјалните бенефиции. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!